Нашиот прв гостин на линија телефонска во да се миеме или да спијам, да го вклучиме. Режија, го имаме ли колегата Мирче Адамчевски на телефон? Добро утро. Мирче, добро утро. Знам дека е може би рано за пензионерско станување вака наутро, ама па од друга страна сега времето е такво, убави се деновиве, може би наутро и за пешачење не е лошо. Како за кого? Кои ме рекли за пешачење, може да пешачи наутро. А има луѓе што се ме рекли може да поспија. Мирче Адамчевски, веројатно најголемиот експерт за политиката на Русија во Македонија, барем меѓу новинарите. Добро утро, уште еднаш велам. Мирче, ја вчера ја читав твојата колумна на Фактор порталот, која се однесува на се ова што се случува во Русија и на руско-американските, на проекција на руско-американските односи во годините што доаѓаат после доаѓањето на Бајден на власт. Ајде прво да почнеме со ред. Како ти се видоа демонстрациите и апсењето на Навални, а потоа и неколку илјади други луѓе за викендов во Русија, не само во Москва, туку низ повеќе градови во Русија? Значи, апсењето на Навални беше на 17 јануари, кога дојде директно од Берлин и тоа се очекуваше. Тој беше свесен дека јасно беше дека ќе го апсат, бидејќи тој го најави неговото доаѓање во Москва неколку дена однапред, како каубојските филмови ќе дојдемо точно на пладно, толку ќе се видиме. И нормално руските се подготвија Русија да не остават све да не помине така и го уапсија човекот. Го уапсија човекот врз основа на тоа што не се пријавувал за условната казна, треба да се пријавува, но не може да се пријавува кога е во Берлин. И така да сето тоа беше повод, го искористија властите. Очигледно е на политичка игра на двете страни, и на Навални и на властите. Да. И се после тоа кога го апсија дента го беше публикуван филмот или истражувањето за дворецот на Путин, значи се тоа додека беше во Германија Навални е подготвено е фино со негово учество, со негова модерација на филмот. Малку изненадувачки како да е овој голем ефект што го има тој филм. Тој е инаку прилично долг документарец, би рекол. Тој е сат и 50 минути, меѓутоа знаете што тоа се има внатре стари снимки од 2011 година, значи искористени се. Сето е смонтирано, има нови детали, да речеме за мене само ново беше, бидејќи другите ги знаат детали. Има стар филм направено, на слична тема, стари снимки, ново беше за љубовниците на Путин и неговите пријатели кои што им купуваат станови и така им ги вработуваат. Добро, се дознали Мирче, бидејќи Путин остро демантираше, Кремљ остро демантираше дека тој има врска со тој дворец и така натаму. Од друга страна, веројатно не би бил толку будала на свое име да го прави дворецот, иако е негов. Се дознали каде е тоа, чие, што е тоа, што велат руските медии? Не. Чупа и во катастарот, во Русија има многу јак катастар, иако донесува некои одлуки или да во катастарот да ги нема, да речеме, податоците за министри, за луѓе вработени во полиција. Тие се недостапни, ги нема како јавна информација? Ги нема во катастар, нормално затоа што веројатно се плашат од истражување и нови корупцијски афери отварање. Така да и дека из овој објект во катастарот воопшто името на Путин. Па добро, Мирче, ама ако се тигна толкова врева, а Кремљ демантира дека е тоа на Путин, белки до сега ќе се јавеше вистинскиот собственик. Некој тоа го поседува. Тој дворец не е измислен. Има некој, има луѓе, има имење и презиме. Затоа што тогаш ќе се испита кој е тој што има толку скапоцен, бидејќи тоа навистина изгледа таму фасцинантно. Па рекоа дека $1.000.000, мислам, Навални вика $1.000.000. Па нека е претерано, нека не е толку, нека и половина. Скапоцен, меѓутоа во меѓувреме тоа е купуван, продаван, препродаван од фирма на поединци на фирми, така да. Вешто е тоа направено да се Тоа се прави, да. Веројатно, јас претпоставам Путин вчера имаше средба со студенти, русите имаат одбележуваат така нубава традиција, го викаат Татјанин ден, денот на студентите, и го искористи тој повод да каже дека кога нема да бидам председател, ќе занимавам со
одгледување на лозови насади и вино ќе произведам. Кога ќе биде тоа, Мирче? Има околу овој дворец има, мислам дека 3 виноградника досега. Така што веројатно му прават пат. Ти во својот текст во вчерашната колумна пишуваш дека Путин всушност бидејќи изборите таму се која 23-та година ги се председателски. 24-та се извинувам, годинава имаат парламентарни, за Думата имаат избори. Да, конкретно. Меѓутоа нешто не е на повидок дека Путин баш наскоро мисли да се занимава со виноградарство. Како што стојат работите. Види, значи тој го сменија уставот и некои закони со кои што му се возможува нему да биде председател не само 2 мандата, него за него да не важи тоа, за други да важи, и до сегашните мандати му ги бришат, као да не постојат, и тој да може 24-та година да се кандидира за председател со можност на 2 мандата до 2036 година. Па добро, да е здрав и жив, така е. После, мислам, вака постари денови на 90 години ќе се занимава. Мирче, во текстот твој, во твојата колумна, говори за тоа дека угледот на американците е страшно паднат после настаните во Вашингтон, нападот на Капитол и така натаму, и дека со доаѓањето на Бајден сега за председател ќе се врши некаква реконструкција на многу погања, меѓу другото и во односите кон Русија. Што се твоите прогнози за руско-американските, американско-руските односи во годиниве што доаѓаат на чело со Бајден? Значи, односите полоши не може да бидат. Во моментов најлоши односи има. Дори Трамп 46 санкции им воведе, толку не ли беше пријател на Путин. Да, наводно. Но како и да е, во преден план е договорот старт за ограничување на офанзивното нуклеарно оружје, и тој истекува на 5 февруари сега и има можност за продолжување од 5 години. Трамп и Путин, мислам, експертите водеа разговори руско-американски да се продолжи во времето на Трамп, меѓутоа не успеа тоа да го договорат. Се нудеше на 1 година се продолжи, па таа година да се дискутира за нови варијанти. Мене ме изненади Бајден да пушти порака дека е согласен за наредните, значи да се искористи делото од договорот, кој што вели дека може да се продолжи за 5 години и дека сака да го продолжи за 5 години. И веќе се почнати, вчера имаше информација дека веќе се почнати преговорите на експертите околу договорот. Разговара вчера и секретарите на Советите за безбедност на Америка и на Русија околу договорот. Така што, мислам, тоа е на голема работа што ќе се направи, ќе се релаксираат односите, па и светот, и Европа, и другите ќе им биде полесно, поспокојни, затоа што, знаете, ако нема договор, веќе тоа значи нова трка во вооружувањето, и работи кои што импликации може да предизвикаат повеќе во светот. Втора работа е интересот на Америка за човековите права во Русија. Тоа е нагласено, Трамп има нагласено, и меѓутоа тука ќе му биде малку тешко, затоа што после она што се случи во Вашингтон на Капитолот, тешко ќе биде да се зборува за човекови права, иако Америка се уште е доминантна демократска држава, меѓутоа русите тоа вешто ќе го искористат, и протестите што беа нетни, веќе упати јасна порака Марија Захарова, портparolката, гледајте си вашите работи таму, средите си. Така што вие имате путер на главата. Мирче, во последнава минута-две, само уште еден твој коментар. Очигледно дека ќе настане известно репозиционирање на Европската унија кон Русија заради сега би рекол досегашното слабење на американската улога, ќе видиме како тоа ќе се реставрира и дали ќе се реставрира на стариот континент во смисла на американското влијание. Што е тоа што ќе го прави Европската унија кон Русија? Има некакви нови навестувања, бидејќи со тоа се занимаваш во колумната, или ќе останат работите помалку или повеќе на старо? Се ќе зависи од односот на Германија, пошто Германија е главна во Европската унија. Таму Нова Европа, Балтички земји и Полска се категорично против Русија. Тие дури сега барат евиза на бање и барат нови санкции. Мислам дека ќе остане Германија лојална на Русија до онај степен, да речеме, да има економска и научна соработка, а политичката соработка ќе
може да падне на некој скабило подолу, но Европа ќе продолжи. Ќе продолжи, главно ќе продолжи да води до сегашна политика кон Русија. Знаеме дека Макрон дури беше за некои нови идеи, пак со работка на они идеите на Тегол, ти знаеш, од Атлантикот до Владивосток, Европа. И така што мислам дека ќе се како што и минативе години што беше политички. Може ќе има натегања едни со други, а економски ќе се, затоа што сите во Европската унија критикуваат Русија и други членки кои што многу повеќе, речем, од Полска и Балтичките, уште повеќе ја критикуваат, меѓутоа други ще критикуваат, си имат економска соработка која што и покрај санкциите расте, од година во година расте. Станува збор за интереси кои што се многу интересите се најважни во политика. Што би се рекло, ништо ново во тие води, дури и овие новини што се промовираат се всушност стари идеи. Останува веројатно да видиме како сето тоа во наредниве 6 месеци кога ќе треба да се конституира новата американска политика после она изолација на Трамп, да видиме како тоа Бајден ќе го изведе. Мирче Адамчевски, благодарам за овој утрешко јавување.